Заврши случајот деветмината усно отпуштени текстилци. Газдите се повлекоа пред работниците и вчера во доцните попладневни часови побарале итен состанок со нив. На истиот им соопштиле дека никој од нив нема обврска на фирмата да ја плати бараната сума од 3295 евра на име одштета. Директорот на самата конфекција, значи, се сложија да дадат изјава дека нема да поднесуваат тужбини барања и да ги поборуваат 30.000 евра одштета од страна на вработените. Тоа го констатира со давање на изјава од која гарантираат за сите работници дека нема да поднесуваат во иднина никаква тужба. Освен ова, менаџерскиот тим се произнел и околу поднесените откази на работниците. Меѓувремено се работниците и работодавецот склучија спогодба, во која спогодба си го раскина заеднички, заедно, договорот за работа, а морам да потенцирам дека работниците не сакаат више да работат таму. Случувањето во конфекцијата Банки Скот, која е во индиска собственост, стана актуелен пред 10 дена, кога работниците одбија да работат на успение на Пресвета Богородица, пошто добија устни откази и решение за исплата на одштета од близу 30.000 евра. Притисокот на јавноста и брзата реакција на инспекцијата, оваа конфекција ја направи позната, но и лош пример, како некои проблеми не треба да се решаваат. За во иднина интерните работи на компанијата да не се предмет на јавна критика, менаџментот иницира формирање на синдикат. Ќе се формира синдикат и дека сакат да не повикат нас за да можеме да го проследиме целиот процес, за да можат вработените и менеджментот да воспостават диалог за решавање на проблемите кои што ги има во самата фабрика, без да се инволвираат надворешни лица, доколку случајот се реши, нели? Или доколку не се реши случајот, тогаш да се вклучат институциите, па за да може да се решава проблемот. Ова е прв случај работници во текстилството да извојуваат правда и остварување на своите права. Истиот веројатно во иднина ќе наметне нови принципи на однесување и кај работодавачите кои ќе мора да ги почитуваат работниците, но и кај работниците кои ќе треба да имаат поголема флексибилност кон роковите на фирмите. Секако, се во рамки на Законот за работни односи.